Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме веднаш по кратката најава за дел од содржините. Центарот за аутизам во Штип една година се соочува со недостиг на соодветен кадар. Родителите на деца со аутизам бараат екипирање на стручен кадар за работа и соодветна грижа. Долготрајната суша им создава проблеми на земјоделците во Овчеполието. Земјоделците од Кочанскиот производен регион не се заинтересирани за осигурување на своите посеви. Се е подготвено за стартот на пастрамалијадата во Штип. Цената на штипскиот специјалитет е унифицирана на 120 денари. Бината е поставена. Се очекува петок за старт на тридневното славење. Започнуваме со политика. Исполнети се условите за фери демократски избори. Избирачкиот список е прочистен и има тренд на медиумско избалансирано известување, оцени председателот на СДСМ Зоран Заев при денешната посета на Прилеп. Според Заев, СДСМ ќе се залага минималната плата да биде 12.000 денари, а просечната да достигне 30.000 денари. Условите се исполнети и Македонија е подготвена за избори. Во делот на услови за регуларни фери демократски избори немаме некоја резерва, заради тоа што тоа не може никој да го промени повеќе. Избирачкиот список е прочистен, 80.000 фиктивни гласачи се тргнати. 7,5% беа тоа од вкупниот број на гласачи. Сега секој граѓанин што ќе гласа, ќе знае дека ќе влијае на иднината на својата земја. Во медиумите имаме значаен исчекор. Еве да испратам пораката, респекте трендот кон избалансираност на медиумите. Тоа зборувам за сите медиуми подеднакво. Тоа беа двата услови кои што баравме. 11 декември нешто ќе има избори, ќе има промени. Промените се здрава работа ќе се случат во Македонија. Во првите 4 месеци со промена на власт, минималната плата ќе биде 12.000 денари. Зошто е тоа важно? Заради тоа што таа спирала од минималната плата веднаш ќе ги покрене покачувањето на сите основици на плати се до повисокото ниво. Она што е исто така многу поважно е конечниот таргет во Република Македонија да дојдеме до просечна плата од 500 евра. Како ќе го направи тоа Социјалдемократскиот сојуз? Со директно стимулирање на домашните компании, преку директни вбризгување на буџетски пари, вкупно 108.000 денари годишно или 9.000 денари месечно за ново примен работник, кој што работодавачот ќе му обезбеди просечна плата или надпросечната плата, со тоа што ќе има обврска следната година да има повеќе вработени од претходната година. Ем да го стимулираме начинот на отварање на работни места, ем да предизвикаме една спирала на покачување на севкупните плати кај работниците. Центарот за аутизам во Штип веќе една година се соочува со недостиг на соодветен кадар. Родителите на деца со аутизам бараат екипирање на стручен кадар за работа и соодветна грижа. Доколку не се слушнат нивните барања, најавија и кампување пред владата. И по една година Центарот за аутизам во Штип се уште го нема решено проблемот со екипирање на стручен кадар за работа. Родителите на децата со аутизам реагираа денес. Стручниот кадар кој што беше во логопедката и дефектологот во логопедката уште во почетокот отиде на болување, значи не се најде замена за неа. Од понеделникот и дефектологот веќе не е во центарот, значи овој центар веќе не е центар, бидејќи моментално во него работат само домакинка, педагог и волонтерка медицинска сестра. Во изминативе 2 дена во центарот не се реализирали часовите. Родителите на децата револтирани. Велат оваа состојба лошо влијае кај нив. Дали овој проблем ќе биде причината Центарот за аутизам повеќе да не работи? Кои се барањата и очекувањата на родителите? Го баваме она што по закон не средува, а тоа е значи рана детекција. После раната детекција доаѓа испитување, кој што во Македонија повеќето ги нема, на наш трошок се. Значи ќе бидеме примовани, значи додиме со децата да кампуваме со шатори пред влада, пред амбасади. Каде ќе одат нашите деца? Нема институција за нашите деца после нашата физичка смрт. Значи не можат овие деца, зратни деца, интелигентни, кои што имаат состојба аутизам или други деца со церебрална, да бидат сместени во Неговци, Бардовци или Демир Капија, се знае таму што ќе се случува.
Солзите и маката на потесното семејство на овие деца со аутизам најавија и кампување пред владата, доколку некој од надлежните не ги слушне и оствари нивните барања. Баба сум на внуче со аутизам. Толку многу има разочарување кај нас. Веруете, сите сме веќе болни. Нема двор, нема игралиште. Храна нема тие деца. Тие треба да се хранат со посебна храна. Ако овака продуже, ние сме спремни сите пред владата, прво пред собранието ќе идеме кај градоначалникот. Мора да имат слух за овие деца. Сепак, родителите на овие деца нема да се откажат и да се борат за нивните права и доброто за нив. Засега за лицата со аутизам нема прецизен регистар. Во продолжение блок информации од земјоделието, сточарите задоволни од субвенциите на владата, според кои досега добиваа 50% неповратни средства при набавката на нови грла високоприносен добиток. Таков пример е креварската фарма Голак Делчево, која сега со новите измени во мерката со поддршка од 80% планираат набавка на нови грла високоприносни крави. Државата го зголемува процентот за поддршка за набавка на високоприносен добиток. Наместо 50%, индивидуалните земјоделци регистрирани стопанства ќе добиваат финансиска поддршка од 80%. Креварската фарма Голак Делчево е една од фармите во државата, која неколку пати досега ги има користено поволностите на државата за поддршка од 50% за набавка на високоприносен добиток. Па досега на два наврата имам искористено во 2013 година. Увезовме 32 висококвалитетни грла од сортата Симентал. Во наредната година 2014 уште 34 грла од сортата Хонштейн. Подобри резултати покажа Сименталот, иако приносот на млеко е помал, но многу се поприлагодливи и полесни за одржување. Хонштейнот е многу по-специфичен. Сименталот е фактички овие од левата страна, Хонштейнот од десна. Хонштейнот е многу по-специфичен, поеосетлив на сите промени на прилагодувањето, бара многу по-селектирана храна, многу по-квалитетна храна, иако неговото излашност е некаде над 30 литра по едно грло, додека за Сименталот е некаде просекот се движи над 25 литра по едно грло. Придобивката од набавката на високоприносни крави е огромна, а заработката е скоро 2 пати поголема. Чувствувајќи ги придобивките од фармата Голак Делчево, велат дека ќе продолжат да го зголемуваат бројот на високоприносен добиток, аплицирајќи по новата мерка, со која ќе им се исплати 80% од износот за набавка на новите високоприносни крави. Мерка која е од исклучително значење како за поголемите стопанства, така и за индивидуалните земјоделци. Па самата количина на млеко која ја добиваме, фактички укажува 25 литри по грло добиток, порано беше мислена именка. Просекот беше измеѓу 5 и 10 литара максимум со изузетно добро одгледување и чување, додека овдека доаѓа во принцип као еден шаблон кој доколку ги спазите сите други услови, онда го имате и квалитетот, добивате квалитетно млеко, добивате навремено млеко. Ние во моментот имаме продукција повеќе од 1 тон дневно. Од тоа дел од нашите имаме 70 фактички крави, од кои 45 се мозни, другите се стелни. Имаме некаде околу 20 јуници, имаме над 40 телиња, од кои машкиот дел се продава за оплеменување во регионот, а додека женските се уште ги задржуваме за проширување на самата фарма. Па со новите услови што беа кажани, до сега немавме намера искрено да кажам, али со овие услови 80-20 во секој случај планираме дополнителна набавки, зголемување на стадото, а мислам дека тоа е и добра мерка не само за поединечните фармери, неко и за секој поединечен земјоделец, jer веќе односот на средствата е изузетно поволен. Владината мерка за поддршка на 80% за набавка на високоприносен добиток не се однесува само за набавка на високоприносни крави, туку и за набавка на високоприносни кози, овци и свињи. А предвидениот износ на средства за реализација на оваа мерка на годишно ниво ќе изнесува 2 милиони евра. Долготрајната суша им создава проблеми на земјоделците во овчеполието. Не можат да започнат со подготовките за предстојната сејдба, со која се предвидува да бидат засејани над 6000 хектари со јачмен и пченица.
Сушниот период кој во Штипскиот регион трае речиси 3 месеци е причина за главоболки кај земјоделците кои не можат да започнат со подготовките за предстојната есенска сеидба. Неодамнешните дождови не се доволни да ја подобрат состојбата, велат земјоделците. Тоа што заврна е капка во море, поради што механизацијата не е во состојба да влезе во нивите. Слабо е да е јашто време убаво да сеидба. Нема дош сува земја. Негде мокро, негде суво. Да треба да биде све убаво. Додека плугови берем паѓат да биде мокро земјата. Оно не е ништо орано, поле е пусто, нема бразда пуштено. Тврдо. Треба многу, треба бар едно 10-15 литра да падне на квадрата да може да се ора. Освен ова, проблем за сејачите секако се и високите цени на ѓубривата. Да, џубата капа. Ако полеш како што треба, не се исплатува. Него ние земјоделците гледамо кој е поевсидо да може да преклопи трошковите верам да ги искараме. Во Штипскиот дел на Овчеполието есенва треба да се засеат над 6000 хектари, од нив со пченица 4 и 2000 хектари со јачмен. Инаку денес се одбележува Свети Симеон Столпник, според верувањето ден кога започнуваат земјоделските активности за тековната година. Земјоделците од Кочанскиот производен регион не се заинтересирани за осигурување на своите посеви. По овој основ во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани се поднесени само 7 апликации. Земјоделците велат дека не им е исплатливо да ги осигуруваат посевите. Слаб е интересот на земјоделците од Кочанскиот производен регион за добивање субвенции при осигурување на земјоделските култури. Само 7 апликанти од Кочанскиот производен регион, опфаќајќи ги општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, поднесоа документи во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, за да ја искористат можноста што им ја нуди државата за добивање 60% подршка кога се во прашање финансиски средства кои треба да ги издвојат за осигурување на своите земјоделски култури, информираат одговорните од подрачната единица на Министерството во Кочани. Земјоделците велат дека не им е исплатливо да ги осигураат посевите. Од поплави така и така, али од град, од пожари, од тоа треба да осигураш ти на принос. Пример, ако планираш 300-400 кг по декар, да платиш унапред, сега колку ќе повратно, ако има во случај град нешто ќе барам државата и колку ќе барам, тоа е знак прашање. Од таа работи порано беше тако статус, осигуруваа се државните посеви, приватните не. Сега не знам. Нема што да кажам, нема коментар за тоа што ефтино е производството и анџак да се преживее. Посевите не сум ги осигурувал, мислам јас дека макар да работам со 25 декара оризи, а треба да се осигуруваат. Тоа ја увидувам, многу пати мислам, тоа викам треба да го обзаведат и да стане навика кај земјоделците. Минатата година по овој основ до локалната подрачна единица биле поднесени 43 барања од страна на земјоделци од регионот, кои биле и целосно одобрени. Спротивно на ова пак, голем е интересот на земјоделците од регионот на Кочанско за последната владина мерка за добивање субвенции по основ на предадени количини оризова арпа кај преработувачките капацитети од реколтата 2015 година. До крајниот рок, 31 август, до подрачната единица во Кочани, се поднесени вкупно 509 барања за добивање субвенција по основ на предадена оризова арпа кај преработувачките капацитети, што е во рамките на очекувањата. Утре започнува да се реализира проектот Општинско корисна работа во Општина Штип. Ангажирани се 10 невработени лица кои ќе бидат испорачувачи на сервисни услуги во повеќе институции и во домовите на стари изнемоштени лица. Откако денес ангажираните во одделението за јавни дејности во Општина Штип ги потпишаа договорите со испорачувачите на сервисни услуги, од утре истите започнуваат да ја реализираат програмата Општинско корисна работа во повеќе институции и домовите на лица со инвалидитет.
Вкупно опфативме 10 лица и тоа е една медицинска сестра за потребите на дневниот центар за деца со аутизам, еден физиотерапевт, еден професор по физичко образование и еден социјален работник за потребите на дневниот центар за лица со телесна или со интелектуална телесна попреченост, потоа една патронажна сестра во патронажната служба, еден ромски здравствен медијатор и 4 лица испорачувачи на сервисни услуги за стари и изнемоштени лица. Ангажираните се невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, подружница ШТИП, кои и покрај учеството во проектот ќе продолжат да фигурираат во Агенцијата за вработување, а примателите на социјална помош ќе ги добиваат предвидените средства. Лицата ќе бидат ангажирани 6 месеца со скратено работно време од 4 часа дневно, односно 20 часа неделно, и за работниот ангажман лицата месечно ќе добиваат 6200 денари со вклучен персонален данок на доход и осигурување при повреда на работа. 4 испорачувачи на сервисни услуги, ангажирани за помош на стари и изнемоштени лица, ќе бидат распределени кај 26 корисници на услугите. Програмата Општинско корисна работа во Општина Штип се реализира по 4ти пат и е во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика, Заедницата на здруженија на лица со инвалидитет, а е финансирана од страна на UNDP. Во пресред на првиот академски час, кој е предвиден за утре во 11 часот и 30 минути, ректорот на Универзитетот Гоце Делчев денес во специјална емисија со новинари од трите регионални телевизии зборуваше за сите досегашни активности реализирани во текот на 9-годишното постоење и сето она што ќе се реализира во наредните години на Штипскиот универзитет. Пред почетокот на новата академска година, професор доктор Блажо Боев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев, истакна дека сите сегменти на универзитетот се подготвени за прием на студентите, почнувајќи од основните услови да можат подобро да се чувствуваат и да добијат знаење кое подоцна ќе го искористат на своите работни места. Целта на сите вработени во универзитетот е да им го предадат на студентите сето она што е неопходно за нивно квалитетно образование, од теоретска до практична настава, како во рамките на факултетите во Штип и дисперзираните студии, така и надвор од Македонија, како дел од соработката со меѓународните институции. Истражувачката дејност е составен дел на работата на сите професори при Универзитетот Гоце Делчев, истакна професор доктор Боев. Универзитетот е исклучително за јакната истражувачка структура со огромен број на лаборатории кои ги има во рамките на универзитетот и таа активност во континуитет универзитетот ја поддржува и ќе ја поддржува понатаму, реков, се во насока на тоа да студентите добиваат солидни знаења кои прилегаат на времето во кое студираат. Во таа, реков, насока универзитетот ќе продолжи својата активност на зајакнување на истражувачки капацитети во набавка на опрема, на нови лаборатории, тука се соработките со меѓународните, да кажем, истражувачки центри и секако онаа програма која постои во рамките на универзитетот, тоа е поддршката на науката од собствените ресурси што ги има универзитетот во делот на некои проекти што ги работат истражувачките групи во рамките на универзитетот и нивната промоција во поширокиот европски, да кажем, истражувачки простор за да На предвидената наставна програма на Штипскиот универзитет нема лошо да се одрази одлуката на Универзитетот Кирил и Методи, нивни професори да не предаваат на Штипскиот универзитет од оваа академска година. Програмата за предвидените предавања е подготвена и ќе се одвива без проблеми, но ние нема да правиме проблем наши професори да предаваат науки, истакна професор доктор Боев. Универзитетот е способна структура да ги надмине тие проблеми кои постојат во делот на едукацијата и со собствени ресурси и со ресурси кои постојат со другите соработки што ги има универзитетот. Тој нема соработка само со тој универзитет, има соработки со многу универзитети во Европа и во светот. Реков, можеби ќе не кошта повеќе, меѓутоа студентите нема да упоштуваат тоа прашање и тоа прашање ќе биде решено елегантен и возможен начин. Ние таква одлука немаме на УКИМ, нашите професори немаме таква одлука на УГД. Нашите професори од нашиот универзитет може да држат настава на било кој државен универзитет во државата и на сите други универзитети со кои имаме споголба за соработка.
Ние сме овде на студентите да им понудиме квалитетно образование на факултетите за кои имаат интерес, без разлика дали интересот им е поголем за општествените или природните науки. Можеме да го понудиме нашето мислење за она што е добро, но мораме да оставиме на младите изборот да го направат сами, истакна професор доктор Боев. Ако тоа го направат, ако сами ја донесат одлуката, добре дојдени се на било која образовна програма на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. А тоа го направија над 20.000 млади луѓе, кои во изминативе 9 години својата иднина ја препознаа на факултетите при Штипскиот универзитет и не сгрешија, бидејќи го направија вистинскиот избор. Се е подготвено за јубилејното издание на Пастрамалијадата во Штип. Цената на штипскиот специјалитет е унифицирана 120 денари. Бината е поставена, се очекува петок за старт на тридневното славење со богата музичка понуда и вкусна храна. Се е подготвено за најмасовната гастрономско-музичка манифестација во регионот. Од петок до недела Штип се подготвува да пречека и угости десетици илјади гости од нашата и соседните држави. Бината веќе е поставена на новата локација близу кружниот тека, позната и распоредот на локациите на угостителите. Од утре веќе ќе се позиционираат и штандовите со угостителите, некаде околу 30 на угостители ќе бидат лоцирани на просторот на крстосница Дуиле. Очекуваме добра забава со тоа што имаме навистина во 3 дена добра програма осмислена која започнува во 19:00 и трае до некаде после полнок 2 часа. Висок квалитет и унифицирана цена најавуваат 30 штипски угостители кои се подготвени за рекордно приготвување на вкусниот штипски гастрономски бренд. Цената и ова година на пастрамалиите ќе биде унифицирана за сите угостители. Цената ќе биде 120 денари. Цената исто на пијалоците е дефинирана и ќе ги има ценовници на секој штанд, на секој угостителски објект. Така што се надеваме сите љубители на убавата пастрамали и добра забава да не посетат овие 3 дена. Заради големиот број посетители на Пастрамалијадата на сила изменет режим на сообраќај во Штипа, од полицијата апелираат автомобилите од петок до недела да се користат минимално. Апелираме до граѓаните на општина Штип да ги почитуваат поставените сообраќајни правила, каде што ги имаме изменет режим на сообраќај на крстосница Дуиле, односно ново изградениот кружен тек, и да ги користат околните улици, а во колку се неопходни патувањата да не ги користат моторните возила за време на одржувањето на Пастрамалијата 2016. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип и оваа година го организира надпреварот за млади библиотекари кој ќе се одржи на 3 октомври, а пријавувањето е веќе во тек. Инаку денес во библиотеката се одржа и проектот Весела среда. Надпревар за млади библиотекари оваа година организира Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип, на кој право на учество имаат ученици од 8 и 9 одделение од општините Штип и Карвинци. Надпреварот ќе се одржи на 3 октомври. Библиотеката секоја година го организира надпреварот млади библиотекари, на кој право на учество имаат учениците од 8 и 9 одделение од основните училишта, и тоа по двајца надпреварувачи од секој училиште од општината Штип и Карбенци. Надпреварот се состои од тест прашалник од 20 прашања од областа на библиотекарството и оној надпреварувач кој ќе има најголем број на поени ќе биде прво место, ќе се стекне со право на учество на републичкиот надпревар млади библиотекари кој што го организира Друштвото на библиотекари на Македонија, а надпреварот млади библиотекари во Штип ќе се одржи на 7 октомври, додека републичкиот надпревар е на последната недела од октомври. Инаку во библиотеката Гоце Делчев во Штип по 7 пат се одржува проектот Весела среда, проект наменет за најмладите. Денес во континуитет е 7-та Весела среда во библиотеката со најразлични дечиња. Денеска во пресретни излего дечињата од прво одделение од Ванчо парке со наставничката Роза Манева, кои што се тука присутни и најпрво имавме игра со Сунгеро Боб, имаше изненадување за нив од игротеката Джамбо. Потоа седнаа да бојат, избоеа многу цртежи со школски прибор, тетрадки, книги, школското звонче и на нив исто така им прочитавме приказни од А до Ш. Ние овде цртаме и јас ја боам книгата и си играме и се забавуваме. Ние цртаме, боеме. Ние овде во библиотеката боеме, цртаме и се забавуваме.
Проектот Весела среда е наменет за деца од 2 до 5 години и се одржува секоја среда во Универзитетската библиотека Гоце Делчев во Штип. Шпанската полиција заплени околу 15 тони хашиш на брод во Средоземното море, што е најголемо количество на дрога конфискувано оваа година, соопшти Шпанското министерство за внатрешни работи. Уапсени се холандски и бугарски државјанин. Операцијата е извршена како дел на европската иницијатива Индало за следење на бранот, илегална миграција и криминалните дејствија. Минатиот месец шпанската и италијанската полиција запленија над 3 тони хашиш во вредност од $2 милиони во брод покрај брегот на Италија, при што беа уапсени 19 полски членови на меѓународна криминална група за шверц со дрога. Автобус со туристи ноќаска се превртел во Барселона, при што се повредени 24 лица, од кои 3 потешко, соопштија итните служби. Сред ноќта и бурата автобусот се превртел на една од обиколниците од градот, додека се движел кон аеродромот Елпарт. Меѓу повредените има англичани, шпанци, летонци, белоруси, германци, ирци и пољаци. Вирусот го пренесуваат комарците, а симптомите се исти како симптоми на грип. Во Србија се регистрирани вкупно 22 случаи на заболени од западно-нилска треска, болест што ја пренесуваат комарците, објави тамошниот институт за јавно здравје. Од нив половината се во Белград. Симптоми на вирусот се нагло зголемување на температурата, главоболка, болки во грлото и зглобовите, отечени жлезди, речи се истите како симптоми на грип. Одбојкарската репрезентација на Македонија вечерва заминува за Романија за градот Крајова, каде од петок ги започнува надпреварите на првиот квалификациски турнир за Европското првенство во 2017 година. Нашите одбојкари последниве 3 дена тренираа во Струмица, откако поради земјотресите го напуштија Скопје. Македонија се наоѓа во групата со Романија, Чешка, Естонија, а вториот турнир се игра следниот викенд во Чешка. Првопласираната селекција ќе игра на Европското првенство, а втората ќе разигрува во Барш надпреварите. Со надпревар против екипата на ракометниот клуб Велкова, кадетките родени 2000 година при ракометниот клуб Делчево ќе отворат новата ракометна сезона која започнува на 24 септември. Пред домашната публика, делчевчанки ќе имаат одличен противник за проверка на формата на екипата, која доста напорно работеше за време на подготовките кои ги помина во одигрување пријателски надпревари претежно со неколку искусни ракометни екипи од истокот. Освен кадетките, младинките за противник во првото коло кое што започнува во почетокот на октомври ја добија екипата на Ѓорче Петров, додека за противник во првото коло младинците при ракометниот клуб Делчево ќе играат со екипата на Вардар Јуниор. Кога сме кај ракометарите, тие одиграа доста ефикасен пријателски надпревар со екипата на Текстилец од Штип, надпревар кој делчевчани го добија со 40-38. Пред почетокот на сезоната, ракометарите од Делчево ќе одиграат и пријателски надпревар со екипата на Локомотив од Горна Ораховица, Република Бугарија. Ова беше се што подготвивме за дневникот во 20 часот. Довидување до 23 термин за последниот дневник за денес.